Ако производството на храна е најголемиот благодет во услови кога светот се соочува со недостиг од овој примарен ресурс, тогаш луѓето кои деноноќно со сиот свој мануелен труд и енергија се вложуваат максимално во создавањето квалитетен производ, заслужуваат и силна поддршка од сите институции кои треба да го помагаат нивното напредување и развој. Слободан Стојанов е еден од малкумината сточари во Виничко кој одгледува 340 грла овци, со кој обезбедува квалитетна екзистенција за 11 члената фамилија, а годишно произведува околу 50 тони овчо млеко. Меѓутоа, смета дека цените на јагнињата и на млекото се уште се далеко од реалната проценка. Јагнињата ги откупија на 150 денара, 155 денара. И таа цена е незадоволна за сточарите. 35 денара. Килограм. Тоа не е задоволно. Редовно ви го откупуваат? Редовно го откупуваат, редовно плаќат. Так. Од таа страна сме задоволни. Али цената е никаква. Колку според вас треба да биде? Поред мене? Да. Според трошоците кои ги вложувате? Со мојата храна, за мене зборам лично, треба да од 45 денара да не е надоле. А за другите што го купува храната целата, од 50-55 динара литро млеко треба да биде. Со обработка на 100 декари житарица, Стојанови ги покриваат потребите за храна на стадото. Задоволни си од субвенциите, но според нив најповолен период за нивна исплата е ноември. Тогај да ги дадат субвенција, пола пари да ги пуштат на сточарите, да купе он ефтина храна, он ќе рачуна да остави женски јагниња и да прави стадо и да има институција за фамилија. Виница располага со солидна бројка на сточен фонд. На ниво на општина се пребројуваат околу 10.000 грла овци, кои би можеле да се дуплираат доколку се слушаат сугестиите и поплаките од земјоделците, велат од подрачната единица. Во делот на овчарството можеме да кажеме дека имаме поддршка во делот на овца, значи 1000 денара оставено женско јагне за обновување на стадата, 700 денара. Исто така во делот на оно што значи откупено и преработено млеко 3,5 денари по литар, што значи дека ова поддршка од страна на државата е добродојдена, имајќи во предвид лошите услови значи на стопанисување и допринесува кон одржување на постоечките стада. Стојанови минатата година само по основ на субвенции зеле околу 20.000 евра од државата, со кој редовно ја обновуваат механизацијата, а останатите владени мерки се надеваат ќе ги искористат во развој на современа фарма и откупени преработувачки центар за млечни производи.